Додека македонските власти се и повеќе од млаки во реакциите кон Бугарија за секојдневните бугарски провокации, кои почнаа да зачестуваат и среде Скопје, бугарските веднаш ја повикаа македонската амбасадорка да ја врачат протестна нота поради тепачка во кафеа, на која според првичните докази и сведочења била мотивирана од приватни недоразбирања од претходно, а не од политички мотиви. Причина за оваа жестока реакција на бугарското МНР бидејќи Степаниот бил секретар на бугарскиот културен клуб во Охрид Цар Борис III, без разлика што неверојатно овој инцидент нема никаква врска со политиката. Очекуваме земјата што ја декларира својата желба да биде дел од унијата заснована на слобода, демократија и владење на правото, да вложи доследни и реални напори за исполнување на своите заложби, поврзани со заштитата и гарантирањето на човековите права. За жал, последниве месеци сме сведоци на токму спротивните трендови во општеството на Македонија. Постоењето проблеми со правата на бугарите во Македонија не може да продолжи да се негира и од локалните власти и од меѓународните партнери. Очигледно, тоа само води кон нивно продлабочување и е неспојиво со членството во Европската Унија. Оваа тепачка беше причина за нова серија напади кон, како што ја нарече, втората бугарска држава од страна на Костадин Костадинов, кој заедно со Џамбаски минатиов викенд среде Скопје ни порача дека Македонија била бугарска. Тој побара ова да било тема на предстојниот совет за надворешни работи на Европската Унија и било доказ дека не требало да биде кренато ветото за државава. Политическите сили в парламента не намират смелост да признаят провала на решението си да вдигнат ветото. В резултат на това възможността да се стигне и до ликвидиране на българи, до физическо ликвидиране на българи в Македония е по-реална, по-стряскаща и по-вероятна от когато и да било през последните години. Настояваме за пореден път въпросът за правата на македонските българи да бъде повдигнат и на предстоящия съвет по външни работи и пред Жозеп Борел лично в Брюксел на 23 януари тази година. Иако очигледно мотивите не биле од политичка причина, случајот го исполитизира и македонскиот шеф на дипломатијата Бујар Османи, ке одел во посета на повредениот и немало да дозволи некој поради политички или националистички причини да ги расипува односите со Бугарија. Очекувам можеби веднаш после оваа пресконференција и да го посетам нападнатиот, бидејќи се работи за државјанин на Република Северна Македонија. И во оваа држава никој, ама баш никој, не смее да биде нападнат заради погледи, заради мислења, ставови, заради чувство, заради идентитет. Според информациите кои ги соопшти МВР, инцидентот започнал во угостителски објект во Охрид, а потоа продолжил и надвор. 3 лица физички го нападнале секретарот на бугарскиот културен клуб, кој потоа се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во општата болница во Охрид.